Општината представува еден сложен систем каде што се среќаваат политичката власт, административната власт, интересите, сето тоа плива во едно море од закони кои се некои општи и посебни регулативи на различни сектори. И најбитно од се тука се среќаваат интересите. Интересите политички, приватни, тука се и парите, кои течат по најразлични линии, често во содејство со највисоките инстанции на власта. Човекот кој е функционер, кој работи во институциите на власта или кој работи со нив, треба вообичаено да го следи трендот, што сака да направи локалната самоуправа, колку е мотивирана, колку мисли да направи и треба да го почувствува тој сигнал, па може да биде кочничар на тој општ тренд, може да биде заедно со власта и да не прави ништо повеќе од оно што власта би го правила, значи стои на исто место, или да биде визионерски настроен и да проба, значи, тие структури да ги влечи напред за подобри услуги кон граѓаните и за едно општо добро, често пати ризикувајќи си го и ризикувајќи дури својата кариера. Во тој сложен систем луѓето треба да знаат да се снајдуваат, но пред се треба да бидат мощни, стручни. Така, денеска имаме разговор, интервју со Бранко Нешковски, кој е еден мощно искусен професионалец во својата струка. Беше, сега е раководител на секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, а порано беше директор на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, две институции кои наизглед се мощни, слични, но некој би рекол дека се толку слични, а толку различни. И првото моје прашање, добре дојдете во нашата емисија, е колку се тие слични, а колку се различни тие две функции и колку дали ќе се сложиш со мојата констатација околу самата поставеност на локалната самоуправа? Ви благодарам што ме поканивте во вашата емисија и за се што можам да кажем и да ја доближам сликата на локалната самоуправа до граѓаните и начинот на нејзиното функционирање. Од самиот збор локална самоуправа. Локалната самоуправа е една фирма, не повеќе, ни помалку, како и некоја обична фирма која работи со некаква производство на некаква дејност. Ја земиме Витаминка. Витаминка е фирма која работи со прехранбени производи. Пивара е фирма која работи со пијалоци. Локалната самоуправа е фирма која работи за интересите на граѓаните и мора да се свати како една дејност која исто така е профитабилна, само средствата добијани по пат на различни услуги ги враќа назад и му го подобрува животот на граѓаните кои ги застапува. Како што има добри фирми и лоши фирми, има добри локални самоуправи и лоши локални самоуправи. Механизмот за подобрување го дава 4-годишните избори. Граѓаните судат дали добро работела фирмата или лошо работела фирмата. Дали ги добивала услугите, јавните услуги кои му го подобруваат животот на граѓанинот е репер. Така граѓанинот е единица мерка за која суди секои 4 години. Значи раката и пенкалото и здравото размислување во демократско општество е механизам кој го валоризира работењето на локалната самоуправа. Во реалниот сектор, реализацијата или како работи една фирма го валоризира пазарот. Дали добро се снашла или не се. Ако добра фирмата, оди напред. Ако е лоша фирмата, пропајќа. Ако е лоша локалната самоуправа, заминува на следните избори. Значи, тоа е добар механизам кој тоа е таа противречност и замеец кој ги тера да одат напред и да се развива градот како што треба да се развива. Локалната самоуправа е сложен механизам на почетокот, во уводот тоа го спомнавте. Е сложен механизам кој се
основна дејност му е подобрување на животот на граѓаните. И таа работи со формирање на неколку сектори. Тоа е сектор, правен сектор, сектор за општи правни работи, финансиски сектор, сектор за урбанизам, комунални дејности и животна средина и како независен сектор инспекторат. Сам по себе инспекторатот има градежна инспекција, има комунална инспекција, инспекција за животна средина. Јавните предпријатија, локална самоуправа. Локалната самоуправа во својот мандат не може да ги опфати голем дел од услугите кои му се потребни на граѓаните. Тоа се јавни услуги. За таа цел измислен е механизам формирање на јавни предпријатија кои се занимаваат со јавни услуги потребни на граѓаните. Во Прилеп екзистират неколку јавни предпријатија. Јавно предпријатие Комуналец, јавно комунално предпријатие Водовод и канализација, јавно предпријатие Пазари, јавно предпријатие за просторни урбанистички планови, не е баш среќно избрано името просторни урбанистички планови, тоа подоцна ќе ви објаснам. И најновото јавно предпријатие е Енерго Прилеп. Комуналец се занимава со комуналната хигиена, одржување на зелените површини на градот, одржување на хигиената на градот, чистење на улиците, работа со смет, депонирање на собраниот сметот, екзистирањето на граѓаните, работи со гробиштата, одржување и истопанисување со гробиштата, старите и новите гробишта. И јавното предпријатие за просторни урбанистички планови се занимава се грижи за урбаниот дизајн на градот, во интерес на градот, ги работи проблематиките кои го тангираат градот, јавните површини, јавните установи, изработува техничка документација како истурена единица и истурена рака на општина, така е замислена. Да се грижи за урбанизацијата на делови од градот кои се во интерес на тежок интерес на локалната самоуправа и на градот. Додадена дејност е стопанисување со собрајшиот формирање, односно платениот паркинг, и тоа е се наметнува како се почесто собрајшиот формирање, односно јавниот градски паркинг како насушна потреба на секој град, и со јавниот градски превоз. Значи, многу дејности обединува тоа предпријатие. Ова ви го кажувам бидејќи бев 12 години од самото формирање на јавното предпријатие до 2017 кога бев заменет од власта која доаѓаше. 12 години во самото негово формирање од само јас бев вработен, го направи околу 100 вработени и достигна голема експанзија тоа предпријатие, за него можам повеќе да ви кажам. Превоз тука, значи влезува се формира. На почетокот почна беше замислено како фирма која се грижи за урбаниот дизајн на градот. Значи сите идеи на урбанизацијата, само да ви кажам дека е политика која ги следи граѓаните и го насочува градот онака како што локално потребите иднината. Да, урбанизацијата е политика и иднина. Така, на градот и едно гледање на градот во дадена конотација. Значи, тоа е и приказна, на некој начин, приказна на еден град. Знаете, медиум на архитектот е објектот, куќата, парцелата. Тоа се работи за 300 квадрати или 100 квадрати објект. И објектот мора да биде функционален. Човекот и таму е единечна мера, функционален, да ги задоволува барањата на единката која го работи, архитектот мора да ги задоволи. Ама мора да не само функционалните цели, мора некоја естетика, бидејќи натрешноста му припаѓа на единката, ама надворешноста му ни припаѓа на сите нас. Не секој е архитектонско дело и уметничко дело, а се трудиме да изгледа убаво, да биде примамливо, да ни ги задоволи ние сме човечки битија, покрај функцијата, нас не ни треба пештера, ни треба и нешто. И пари тоа кошта. Така, ако е пугаво се продава. Естетското чувство, желбата за естетика да ни го задоволи нас, а и бидејќи делот му припаѓа на градот. Фасадата му припаѓа на градот, убав објект, затоа и во урбанизацијата препишуваме мерки максимална
издаеност на еркерни, испуштање на пиластри, колку може да е второстепена пластика и така натаму. Ако му е на архитектот медиум објектот, на урбанистот медиум му е градот, улицата, значи има поголем зафат и поголема тежина, голема одговорност и скапа работа при урбанизацијата да се задоволат сите човечки норми и еден град да биде естетски среден. При урбанизацијата не се гледат само намената на живеење. Имаме тука јавни објекти, имаме тука зеленило, спорт и рекреација. Пристапност на услуги. Пристапноста, да, голема улога има тоа, ама генерално урбанистот, значи врз основа, ќе ви ги објаснам праговите на урбанизација, се грижи за целосна задоволеност на сите потреби. Значи, како прва потреба, потребата на живеалиште, домот. Живеалиштето мора да има некои јавни услуги, трговија. Живеалиштата имат некој потреба од обшествени... Колку е далеко градинката, училиште, центар, дали може отворен пазар, затворен возило да пристапи. Сите тие намени се во функција на единката човек. Значи, сите тие функции да му се подобри живеењето на луѓето и не секој град е убав. Значи, сето тоа зависи од добро планирање и добра реализација. Планирањето без реализација, теоријата без пракса е глува, праксата без теорија е нема. Планови. Сега ќе почнам за хиерархијата на урбанистички планови. Врховен документ урбанистички е просторен урбанистички план. Просторниот урбанистички план се носи за територијата на цела држава. Овде јавно предпријатие за просторни урбанистички. Изработувачи на просторни урбанистички планови ни оддалеку не е јавното предпријатие, туку просторните планови ги изработува Агенција за просторно планирање, формирана директно од владата на Република Македонија под ингеренција на Министерството за транспорт и врски. И таа е единствената организација во Република Македонија која ги изработува просторните планови. Со просторните планови се зонираат секој метар квадратен од површината на Република Македонија. Каде има плодни почви, каде се населен вкупната населеност на градовите, каде се рудните наоѓалишта, каде се езерските токови, водените токови. Водите, и просторниот план е на четиво, е сублимација на графика и статистика и текстуален дел и представува политика на развој на една држава. Значи, со просторниот план се насочуваат, се форсираат или се дефорсираат некои работи кои мисли одредена гарнитура да ги спроведи и какво е тој наука. Значи, просторното планирање обединува архитекти, урбанисти, геолози, биолози, комплексен документ е просторниот план. И предвидување колку коли ќе имаме за 5, за 10 години. Тоа е работа на сообраќајна студија, но просторниот план ги дава генералните насоки, форсирани и нефорсирани на одреден регион. За полесно справување, сега во последно време се делат Пелагониски регион своите сознанија да ги вградат во просторниот план. Струшко, Ресенски регион, источен регион, западен, значи за полесно справување се обединуваат повеќе стручњаци од една област за да ги градат своите сознанија на Агенцијата за просторно планирање и таа да ги сублимира и да биде како водач на целиот тој проект. Втор документ во хиерархијата на урбанистички планови, реконе, просторниот урбанистички план е врховен документ. Втор документ е генералниот урбанистички план, кој го донесуваат секој град поединечно. Генерален урбанистички план. Во генералниот урбанистички план се носи... И не само градот, туку и околината. Градежен опфат на град. Значи, секој град има граници на градежен опфат. До каде се развива или смеј да се развие со градежни зафати. Значи, град А останатата територија? Останатата е покриена со просторниот план. Со просторниот план. Значи, се што има градби,
е со градежен опфат. И селата имаат градежен опфат за села. Само таму не се донесува генерален урбанистички план, туку се донесува урбанистички план за село. Урбанистички план Да, за или село. урбанистички план во населено место. Да, многу често има потреба во тие меѓу зони, помеѓу градска средина, граница на опфат на град и граница на опфат на село, урбанизација на некој дел и постои таква процедура, урбанистички план во населено место, каде што првичните податоци се збираат од Агенцијата за просторно планирање, што е тука предвидено, што се форсира, како се форсира, ако е плодна почва не сме да се гради или може да се гради, има рудно наоѓалиште, Министерството за култура се да не има културни остатоци, заштитени зони, сите тие податоци се збираат пред да се изработи било кој план, па и овој урбанистички Да план. не дојде да се добие дозвола, се купа одма до црква и до Апсолутно, некое место или каде што каде има што е- археологија. Каде што е претходно запишана археолошко наоѓалиште или можност за, дури има и неколку сегменти, доколку се најди такво да се запре со градбата, да се викнат стручни лица, да го испитат, после испитувањето ќе се донесе одлуката дали може да се продолжи или се блокира за понатамошно истражување. Македонија како тоа е веќе друга тема, уште 3 емисии не требаат за тоа, бидејќи цела Македонија лежи на некој континуитетна историја. 9000 години историја. Континуитетна историја и секое место е подложно, само слојаите се прашање.